Според годишната програма на општина Кавадаци, заедно со јавното предпријатие Комуналец, оваа година, 2019, имавме инвестиција околу 5 милиона денари од јавното предпријатие Комуналец за доуредување, оградување и реконструкција на градските гробишта. Исто така, во тие 5 милиона денара се набави и едно возило, електрично, кое што може да се види позади нас, електрично возило за потребите на градските гробишта. Тоа ќе значи дека ова возило и за погреби, меѓутоа и за денови, како што се верски празници и на нашите граѓани потребите за посетување на нивните најблиски гробните места, да им служи во делот на превоз и транспорт од паркингот до самото место на гробното место. Ќе се има овластено службено лице од Комуналец кој ќе го должи ова возило и ќе биде во интерес на граѓаните. Исто така општина Кавадаци инвестираше околу 1,5 милиони денари во делот на купување на парцела наспроти новите гробишта, мисчина околу 2700 метри квадратни за дооформување и правење на паркинг простор. Така да со завршување на овие работи со паркингот, градските гробишта ќе добијат веќе една поголема димензија во делот на барем оној спокој и мир на покојните кои што треба да го има тука, да не се влегува со возила внатре, да има транспорт за постарите и поизномошните лица и да има соодветен паркинг за луѓето кои што доаѓаат тука на постојни најмери. Значи, како што кажа градоначалникот, тие пак Комуналец продолжува со инвестирањето како во сите сектори во ЈП Комуналец, така и на градските гробишта. Што се однесува до електричното возило, станува збор за инвестиција од 1 милион денари и истото ќе биде користено за потребите на граѓаните, за превоз од капелата до местото на извршување на погребот. Друго што сакам да потенцираме тоа дека на граѓаните нема да им биде фактурирано ниту од операторот, ниту од ЈП Комуналец за оваа нова услуга која што ја нудиме. Да, значи со извршување на секој погреб ќе биде возилото достапно за граѓаните. Да. И во сабота и недела. И во сабота и недела. Значи со секој погреб ќе биде достапно и самото возило. Да, тука би сакал да дополнам за да бидеме јасни према граѓаните. Значи сабота и недела и верски празници како што е Духов ден или било кај што се посетуваат повеќе градски гробишта, возилото ќе има шофер задолжено од прва смена, тоа значи од 07 до 03, кај што може да ги превезува граѓаните и стари изнемошни лица кои што доаѓаат. Оваа инвестиција од 1 милион денари е најнова инвестиција на градските гробишта. Заборавија они да кажат дека дрвената ограда што е поставена тука и граѓаните гледат дека спрема Југокомерцни или Прилепскиот пат е наново дрвена ограда поставена, а старата што се извади ќе се стави на северниот дел. Така да горбиштата од оваа страна према Прилепскиот пат и од оваа страна спрема стариот пат за Југокомерц комплетно до на Кацапиновци што е нели плацот ќе бидат комплетно затворени. Не спомна директорот дека возилото е еколошки, значи на акумулатори, нема да загадува околината. Возилото што се вика 24/7 ќе биде достапно на граѓаните, ќе биде тука нели само ќе се користи за градската капела. Ја мислам дека ќе го направиме тоа да биде за секој погреб и за сите, нели, за 365 дена во годината, кога ќе има потреба за стари, за изнемоштени лица или за лица кои што нели имат потреба од користење, а не можат да самостојно да стигнат до гробното место, возилото ќе биде ставено на располагање. Така да за ова ќе биде еден голем бенефит за граѓаните у Кавадарци. Ако нешто сега спомна се прават моабети нешто и за гробиштата од Ватша да ги земеме под контрола, под управување, ќе го пуштиме возилото исто и за потребите на гробиштата во Ватша кога ќе има потреба.